Политичарите ја разнебитуваат Македонија. Се водат деструктивни политики кои не се добри ниту за државата, ниту за оние кои живеат во неа. Никој нема право да ја уништува иднината на оваа земја. Ова денес во Штип го кажаа студенти од Универзитетот Гоце Делчев, кои најавија голем протест против две, како што кажаа, за државата битни работи. Насилното воведување на така наречениот закон за употреба на јазиците значи маргинализација на помалите етнички заедници, укинување на нивните јазични права и компрометирање на идентитетите на секој етникум, а посебно македонскиот. Промена на името на Македонија и двојазичноста која насилно без политички капацитет и демократска вредност ја изгласаа. Покрај ова, студентите бараат и итен прекин на преговорите за името. Сакаме да се стопират преговорите, не да имат, но што вие кога преговарате, значи се подчинувате, знаете дека нешто не постои, значи стоп на преговорите за името. Нема преговори, името е Македонија. Наместо енергијата да се троши на воведување втор јазик и промена на името, студентите имаат други приоритети. Би повикал да се зголемат стипендиите на студентите, да се обезбедат поевтини превози од градовите кои доаѓаат, да ни помогнат од процесот на студирање, а не да ни додаваат дополнителни потешкоти со вакви непромислени, избрзани и насилно донесени закони. Големиот студентски протест е закажан за 30 март во 18 часот во Штип, а студентите ги поканија на јавна дебата и лидерите на СДСМ, ВМРО, ДПМН и ДУИ. Од Штипскиот универзитет, каде студираат овие млади луѓе, истакнаа дека го подржуваат правото на секој поединец да го изрази своето незадоволство, но дека не се организатори на никаков протест.